Утро во Париз. Масата поставена шик, со убави чинии и сјаен прибор. Ова е првиот предуслов за типичен појадок за обично тамошно семејство. Во Франција многу е важно да се одржува генерацијската уметност на живење. Во неја има посебна уметност за украсување на масата. Тоа значи да се има убави чаши, да се има порцелански прибор за јадење. И тоа е идеја од француската гастрономија и порцеланот се пренесува од мајка на ќерка или од татко на син. Франција побара од УНЕСКО француската гастрономија да биде запишана како дел од светското културно богатство. Вториот е сладката храна или поточно кроасани во комбинација со некој джем. Француската амбасадорка во Македонија ги појаснува спецификите. Во Франција појадокот е многу мал. Не е обемен затоа што брзо заминуваме на училиште или на работа. 80% од жените во Франција работат и најчесто во недела кога целото семејство е собрано, уживаме во кроасаните. Дали воопшто некоја домаќинка во Франција, во Париз, сама ги подготвува кроасаните или едноставно се купуваат смрзнати па се ставаат во фурна да се испечат? Не. Купуваме багет и свеж кроасан. Ги купуваме во најблиската продавница. Или ние жените слегуваме или го праќаме сопругот или некој од децата. Кај мене дома сопругот оди да купи појадок секој утро. Свежо, дури и сабота и недела. Секогаш си ги поделуваме обврските, но багетот и кроасаните си ги купуваме свежи. Денес имаме навистина прекрасен багет. Го купуваме навечер и го јадеме изутрина. И човек како мене, кој не е голем љубител на сладки работи, тешко дека ќе одолее на овој мирис. Прашавме што е толку специфично за францускиот кроасан. Поради лиснатото тесто, затоа што тоа тешко се подготвува. Така е, например, и со тестото за бурек и за баклава. Станува збор за тесто кое долго време се обработува, но представува база на француската гастрономија. Токму тоа лиснато тесто се користи во пекарниците за изработка на обични круасани и оние полнети со чоколадо. Што вие лично практикувате и вашето семејство во однос на пиењето? Еве, јас сега одбрав да пием чај. Дали е тоа чај или кафе, што повеќе преферирате? Француска традиција е малото црно, а тоа е црното кафе. Чајот дојде подоцна, но исто така и сокот од портокал. Цеденото овошје е преокупација за мене како мајка на семејството, бидејќи треба да се внесува витамин С. Францускиот појадок не е многу ворамнотежен и постепено во нашите семејства, исто како и во други европски семејства, се обидуваме да дадеме сол и витамини, кои ќе им овозможат на децата да се разводат и да останат будни до крајот на училишниот ден. А дали се прави некогаш исклучок од сладкиот појадок? Не. Во Франција наутро не земаме ниту шунка, ниту сирење. Појадокот е секогаш благ. Можеме да додадеме некакви сладка или мармалади, но и тоа е благо. Многу ретко јадеме солено, но и во Франција навиките се менуваат. Сепак, типичен француски појадок е благ. По појадокот малку релаксиран разговор за другите аспекти на утрото во Париз. Тука сме во еден друг простор, еден отворен простор, можеме да речеме како дневна соба, за да видат нашите гледачи каде најчесто се релаксирате и овде ќе го продолжиме разговорот. Дали имате некаков вид на ритуал наутро да пуштите телевизија или радио? Дали нешто од тоа користите или сакате да биде тивко кога се будите? Alors oui, tout le monde écoute la radio le matin, sous la douche. Сите наутро слушаме радио, додека се тушираме ги слушаме вестите и меѓу 7:30 и 8 часот обично е тоа традиција која што јас ја зачував. Например, утринава слушав за доделувањето за наградите по литература. И за крај, во друг агол од дневната соба, покрај пијаното на нејзиниот сопруг, господја Оерни откри дека животот во Македонија не се разликува многу од она што е нејзин стил. Благодарение, како што вели, на многобројните културни настани овде. Македонците имаат многу среќа да живеат во земја каде што постои умешност на живење која што е заштитена и почитувана. Во Македонија наоѓате се што ви треба од понудата и од производите. Единствената работа која што ја ставам во моите куфери се француските сирења, бидејќи сум обврзана да ја представувам Франција и да ги промовирам француските производи. Во куферот често ставам козјо сирење за да ја покажам француската кујна и специфичноста на француската гастрономија. По заедничкото утро почнуваат работните обврски. Падна предлог следниот пат да има реванш. Вашиот репортер да подготви за француската амбасадорка типичен македонски поедок.
Неизвестно е само дали тоа ќе се изведе пред камера.